Добро дојдовте на новото видео од ниво B2 на YouTube каналот Германски јазик онлайн. На денешното предавање ќе учиме за третиот тип на приложки реченици, а тоа се темпоралзетце или временски реченици. Можеме да започнеме. Што да повторите за полесно да го совладате ова видео? За почеток, за главни и зависни реченици или предавањето die Konjunktionen, потоа die Adverbialsätze или обичното предавање за приложки реченици и за Konditionalsätze, поради нивната поврзаност. Денешното предавање ќе го поделиме на повеќе делови и тоа на Gleichzeitigkeit, Vorzeitigkeit, Nachzeitigkeit, потоа Beginn und Dauer и Endpunkt. Тие се подтиповите на темпоралзетце. Што се тоа темпоралзетце? Тоа се приложки реченици кои го опишуваат времето на дејството во главната реченица. Граматички спаѓаат во Nebensätze или во зависни реченици и во Adverbialsätze или приложки реченици. Одговараат на неколку прашања, слично како другите приложки реченици. Прашањата на темпоралзетце се wann или во превод кога, wie lange, колку долго, seit wann, од кога, bis wann, до кога. Да видиме некои примери. На прашањето wann gehst du nach Hause, кога одиш ти дома, би одговориле со приложка реченица од типот на темпорал. Wenn ich mit der Arbeit fertig bin, gehe ich nach Hause. Кога ќе завршам со работата, одам дома. На второто прашање, wie lange bleibst du hier? Колку долго остануваш тука? Одговараме, solange ich Zeit habe, bleibe ich hier. Додека имам време, останувам тука. Со seit wann имаме пример реченица, seit wann lernst du Deutsch, од кога учиш германски. Seitdem ich in Deutschland arbeiten möchte, lerne ich Deutsch. Од како сакам да работам во Германија, учам германски. Bis wann arbeitest du heute? До кога работиш денес? Ich arbeite bis meine Schicht endet. Работам додека не заврши мојата смена. Одиме понатаму. Како ќе формираме реченица од типот на темпоралзетце? Темпоралзац или овој тип на реченици се формираат со главна реченица плюс врзник плюс зависна реченица или Hauptsatz плюс Konjunktion плюс Nebensatz. Глаголот секогаш стои на крај во зависната реченица, слично како другите приложки реченици. И користиме временски сврзник. Кои сврзници се користат во темпоралзетце? Ако ги гледавте претходните неколку предавања, ќе знаете дека секој тип на приложка реченица си има своји сврзници кои ги користи, па така и темпорал речениците. Сврзниците се während, додека, nachdem, откако, потоа имаме solange, се додека, sobald, штом, wenn, кога, seit, од кога, als, исто кога, seitdem, откако, bevor, пред да, bis, додека или до, пред да, и bis das, додека не.
Кога се користат темпоралзетце? Кога сакаме да кажеме кога се случува дејството, колку долго трае или редоследот на дејствата. Типични ситуации кога ги користиме овие реченици се дејства што се повторуваат, например ако кажеме секогаш кога, дејства што се случуваат еднократно во минатото, дејства што се случуваат истовремено, дејства што се случуваат пред или по друго дејство и дејства што означуваат почеток или крај. Започнуваме со првиот дел, истовременост или Gleichzeitigkeit. Формирање на темпоралзетце со сврзници кои покажуваат истовременост. Ова го користиме кога две дејства се случуваат во исто време. Првиот сврзник ни е während или додека. Овај сврзник го имаме веќе сретнато во некој од претходните видеа. Например, während ich arbeite, hört er Musik. Додека јас работам, тој слуша музика. Während des Films aß ich Popcorn. Додека траеше филмот, јадев пуканки. И трет пример, während ich fahre, telefoniert meine Oma. Додека возам, баба ми зборува на телефон. Вторни е сврзникот solange или во превод на македонски се додека. Solange es regnet, bleiben wir zu Hause. Се додека врне, остануваме ние дома. Solange ich Zeit habe, lerne ich Deutsch. Се додека имам време, учам германски. Solange die Kinder schlafen, ist es ruhig. Се додека децата спијат е мирно. Трет сврзник за истовременост ни е wenn или кога. Wenn ich Nachtschicht habe, schlafe ich tagsüber. Кога имам ноќна смена, спијам преку ден. Wenn er schläft, mache ich die Hausarbeit. Кога спие, јас ја правам домашната работа. Wenn ich Hunger habe, esse ich sofort. Кога сум гладен, веднаш јадам. Тоа беа сврзниците за истовременост. Сега, која е разликата на when меѓу кондиционал наспроти темпоралзетце? Знаеме дека when го сретнавме во двата типови на прилошки реченици и разликата не е во граматиката, туку во значењето. Ке видиме една табела, каде што после неја ќе стане појасно. Од левата страна имаме кондиционалзетце, од десната страна темпоралзетце. Значењето на when во кондиционал ни е ако, а во темпорал кога. Прашални зборови кои ги користиме во кондиционалзетце unter welcher Bedingung, под кој услов, а во темпоралзетце wann или кога. И го користиме во кондиционал ако ситуацијата е несигурна, а во темпоралзетце ако ситуацијата е сигурна. Да видиме еден пример. Wenn ich Zeit habe, gehe ich ins Fitness. Преводот е ако имам време, одам во теретана. Значи, оваа ситуација не е сигурна. Wenn ich Zeit habe, gehe ich ins Fitness. Во превод, кога имам време, одам во теретана. Оваа ситуација е посигурна. Како да направиме различна реченица со when за кондиционал и за темпоралзетце? За темпоралзац може да се додаде има на when, па да дојде има when, или секогаш кога. За кондиционал може when да се замени со falls. Например, falls ich Zeit habe, gehe ich ins Fitness. Ако имам време, ќе одам во теретана. Има wenn ich Zeit habe, gehe ich ins Fitness. Секогаш кога имам време, одам во теретана. Вториот дел за ова предавање Vorzeitigkeit или сврзници кои значуваат претходност.
Како се формираат темпоралзеци со претходност? Дејството во зависната реченица се случува пред главната. Зависната реченица мора да ни биде во презенс или претеритум. Првиот сврзник во овај тип ни е bevor или пред да. Да видиме примери неколку. Bevor ich zur Arbeit gehe, trinke ich Kaffee. Пред да одам на работа, пијам кафе. Bevor ich zur Arbeit gehe, frühstücke ich. Пред да одам на работа, појадувам. Bevor du gehst, ruf mich an. Пред да заминеш, јави ми се. Втор сврзник ни е или исто пред да. Се користи во поформални ситуации од bevor, а значењето му е слично. Ehe wir beginnen, klären wir die Fragen. Пред да започнеме, ги разјаснуваме прашањата. Ehe wir abreisen, packen wir die Koffer. Пред да тргнеме, ги пакуваме куферите. Er geht, verabschiedet sich. Пред да си замине, се поздравува. Трет сврзник als во превод кога. Зависната реченица ни е тука во минато време, најчесто претеритум, но може да биде во перфект или plusquamperfekt. Например, als ich nach Hause kam, war niemand da. Кога дојдов дома, немаше никој таму. Или втор пример, als wir uns das erste Mal trafen, regnete es. Кога се сретнавме прв пат, врнеше. Als ich das erste Mal Deutsch hörte, verstand ich nichts. Кога прв пат слушнав германски, ништо не разбрав. Која е разликата меѓу when кога и als кога? When ни е сврзник кој означува тип Gleichzeitigkeit или истовременост, а als ни означува Vorzeitigkeit, претходност. When се користи кога означуваме повторливост, а als еднократно случување. И зависно од времето, when ни е во повторливо минато, сегашно или иднина, а als кога зборуваме еднократно во минато време. Например, wenn ich müde war, trank ich Kaffee. Секогаш кога бев уморен, пиев кафе. Als jung war, lebte auf dem Land. Кога беше млад, живееше тој на село. Третиот дел за ова предавање е Nachzeitigkeit или последователност. Како формираме темпоралзеци со сврзници кои означуваат последователност? Дејството во зависната реченица се случува после главната. Првиот сврзник за овај тип ни е nachdem или откако. Зависната реченица треба да ни биде во plusquamperfekt. Например, nachdem gearbeitet hatte, war müde. Откако работеше, беше уморен. Nachdem ich aufgestanden war, frühstückte ich. Откако станав, појадував. И трет пример. Nachdem gesprochen hatte, wurde es ruhig. Откако зборуваше тој, стана тивко. Sobald или штом. Овде зависната реченица ни е во futuristisches Präsens. Sobald ich fertig bin, rufe ich dich an. Штом завршам, ке те побарам. Sobald der Kurs endet, machen wir Urlaub. Штом заврши курсот, правиме одмор. И трет пример, sobald die Antwort weiß, meldet sich. Штом го знае одговорот, се јавува или се пријавува.
Четвртиот дел за денешното предавање, Begin und Dauer, почеток или траење. Како ќе формираме темпорал зетце со сврзници кои означуваат почеток и траење? Кога дејството започнало во минатото или трае се уште, тогаш се користат овие сврзници. Прв сврзник е seit, во превод на македонски од кога. Seit ich Sport mache, fühle ich mich besser. Откако вежбам се чувствувам подобро. Seit ich früh aufstehe, bin ich produktiver. Откако станувам рано сум попродуктивен. Seit ich Nachtschicht arbeite, bin ich müde. Откако работам ноќна смена сум уморен. Исто така, тука го имаме сврзникот seitdem или откако. Seitdem er Vater ist er ruhiger. Откако стана татко, е помирен. Seitdem wir uns kennen, sind wir Freunde. Откако се познаваме, сме ние пријатели. Seitdem sie studiert, arbeitet sie weniger. Откако студира, работи помалку. Трет сврзник, solange или се додека. Solange er krank ist, bleibt er zu Hause. Се додека е болен, останува дома. Solange ich genug Geld habe, reise ich. Се додека имам доволно пари, патувам. Solange sie lernt, hört sie keine Musik. Се додека учи, не слуша музика. И петтиот и последен. Подтип на темпорал зетце се endpunkt или временски ограничувања. Како формираме темпорал зетце со сврзници кои означуваат временска ограниченост? Ова се користи кога дејството трае до одреден момент. Например, сврзникот bis во превод додека. Warte hier, bis ich zurückkomme. Чекај тука додека не се вратам. Sie bleibt wach, bis das Baby schläft. Останува будна додека не заспие бебето. Er bleibt, bis das Meeting endet. Останува додека не заврши состанокот. Втор сврзник, bis das или во превод додека не. Стилски, формално и ретко користено ни е овој сврзник. Ich bleibe hier, bis das er zurückkommt. Останувам тука додека тој не се врати. Sie lernte, bis das sie alles verstanden hatte. Таа учеше додека не разбра се. Das Kind blieb wach, bis das er einschlief. Детето остана будно додека не заспие. Тоа е се за денешната граматика. Сега ќе видиме некои примери. Als wir uns das erste Mal trafen, regnete es. Кога се сретнавме прв пат, врнеше. Wenn ich früher fertig war, ging ich spazieren. Секогаш кога порано завршував, одев на прошетка. Während des Meetings machte er Notizen. Додека траеше состанокот, правеше тој белешки. Solange er arbeitet, stören wir ihn nicht. Додека работи, не го вознемируваме. Bevor er antwortete, dachte er nach. Пред да одговори, размисли. Ehe wir entscheiden, müssen wir reden. Пред да одлучиме, мора да разговараме. Nachdem sie die Prüfung bestanden hatte, feierte sie.
Откако го положи испитот, славеше. Sobald das Wetter besser wird, fahren wir weg. Штом времето се подобри, заминуваме. Seit dem Unfall fährt vorsichtig. Од несреќата вози внимателно. Seitdem sie krank war, achtet sie auf ihre Gesundheit. Откако беше болна, внимава на здравието. Ich bleibe zu Hause, bis das Wetter besser wird. Ке останам дома додека времето не се подобри. Wir warteten, bis das Meeting endete. Чекавме додека состанокот не заврши. Тоа беа и примерите, а сега да направиме мала вежба да видиме што сте запамтиле. Имаме 6 реченици, потребно е да ги внесете соодветните сврзници. Со наша помош, првата реченица, als ich nach Hause kam, war niemand da. Wenn ich Zeit habe, gehe ich ins Fitnessstudio. Während sie kochte, hörte sie Musik. Ich bleibe hier, bis du zurückkommst. Nachdem er gegessen hatte, ging er spazieren. Seitdem ich hier wohne, fühle ich mich besser. Имаме уште неколку реченици. Со наша помош, solange du lernst, helfe ich dir. Sobald er ankommt, beginnen wir mit dem Meeting. Als ich 10 Jahre alt war, lebte ich auf dem Land. Sie wartete, bis der Arzt kam. Seit gestern bin ich krank. И последната реченица, bevor или ehe wir entscheiden, müssen wir alles besprechen. Тоа беше се за денес. Се надеваме дека и оваа прилошка реченица ви е јасна. Ако е така, кликнете лайк и следете не на Facebook и Instagram.